првично една генерална оценка ако може да се изведе од вчерашниот исход на предвремените парламентарни избори, се чини тесно, меѓутоа ВМРО ДПМН речи се известно ќе го добие новото парламентарно мнозинство 51, заедно со ДУИ би можеле да состават со оние 10, доколку се од ДУИ 61 пратеник, меѓутоа тоа е на самиот раб што се вели 61 доволно за да се оформи парламентарно мнозинство. Можеме ли да изведеме генерален заклучок за вчерашниот изборен ден и на што се должи изборниот резултат, па потоа ќе одиме со она анализа македонски, албански гласови кои колку добил изгуб. Така. Генерално, значи, најнапред би сакала да дадам една оценка за текот на изборниот ден, како се помина мирно, демократски, во една навистина фер атмосфера. Со тоа покажавме еден голем демократски капацитет, но и зрелост. Македонските граѓани покажаа исклучително голема зрелост во делот на демократијата и практикувањето на демократијата, што е добро за вкупниот имидж на државата, бидејќи конечно нема да имаме извештаи од страна на ОПСИ и од другите наблюдувачи кои што ќе бидат преполни со изборни нерегуларности. Дефинитивно помина се во една мирна, демократска атмосфера и мислам дека во тој дел заслужуваме една пофалба. Сите македонски граѓани кои што излегоа да гласаат, навистина се дел од таа успешна приказна, би рекла, на демократско и кредибилно гласање. И сега прашањето околу самите изборни резултати би рекла или би го оценила преку два момента. Првиот момент е би рекла неочекуваниот број на гласови кои што успеа да го добие СДСМ со коалицијата, со сопствената коалиција. Неочекувана во делот кога ќе се компарираат оние истражувања и резултати од истражувањата на јавното мислење кои што нели ни пристигнуваа во последните денови, би рекла, предизборно. Се работи за анкета, да кажеме, на ИРИ, каде што убедлива беше предноста на ВМРО ДПМН во однос на СДСМ, но сепак на крајот и покрај тоа што е победник ВМРО ДПМН се види дека таа победа, би рекла, на некој начин се стопи во однос на бројот на пратеници, во однос на оно што се покажа на анкетите на истражувањето на јавното мислење. Очигледно дека анкетите и анкетарите ќе треба да си го променат начинот на кој што го сондираат јавното мислење, бидејќи веќе немаме таква поделеност на македонски електорат и албански електорат, туку треба се буквално да се сондира и да се види јавното мислење на двете страни кога се испитува поддршката или рейтингот на секоја политичка партија, без разлика дали станува збор за македонски или албанска. Тоа би рекла една новина на овие избори, бидејќи СДСМ очигледно добија голем број на албански гласови, неочекувано дури ни за ДУИ, ни за останатите албански партии. Според некои првични информации се работи за околу 70.000 албански гласови кои што отишле на контото на СДСМ, што навистина представува еден преседан во македонската политичка сцена и на македонското политичко делување. Исто така се познати и голем број на донатори кои што успеа да допрат до албанските гласачи. Неофицијални информации имаме дека голем број на средства, материјални средства, финансиски средства се делени по џамиите во Република Македонија, така што се исплаќани албанските гласачи да гласаат. Меѓутоа, очигледно е дека има една интересна интенција цела во оваа кампања која што се водеше од страна на ВМРО ДПМН е дека идејата е можност за промовирање на голема Албанија, за можност за двојазичност, воведување на двојазичност во државата, можност за кантонизација и така натаму, како да многу повеќе ги разбуди албанските гласачи, отколку македонските гласачи. Значи, ефектот на самата кампања се чини дека многу повеќе отиде на контото на албанците отколку на македонците, што е исто така еден феномен кој што треба да се изанализира. Зошто македонските гласачи не ја сватија пораката, која што е многу сериозна и многу е одговорна за судбината и за иднината на Република Македонија, на оној начин на кој што тоа го сватија албанските гласачи. И тука треба да се направат детални анализи, што впрочем и каде впрочем се случи, би рекла, тој проблем на недоразбирање, дали Заев со своите контрадикторни изјави успеа да ги разубеди
својот електорат дека тоа што го кажува во Швајцарија нема да важи во Македонија и дека се тоа е фол една игра, но таа игра на крајот ќе мора да си ја плати самиот тој, затоа што бесата која што е дадена пред албанските гласачи, сериозно ќе мора тој да си ја изреализира, доколку нема реализација, се знае како се завршуваат тие работи. Токму тоа ми пише едно од прашањата, ако се анализира македонскиот дел на гласовите, разликата на ВМРО ДПМН е речи си иста како на претходните изборни циклуси и квантумот на гласови кои што го освојува ВМРО ДПМН сега е околу 430-440 илјади гласови, што е приближно на оној од претходниот изборен циклус. И разликата во македонскиот блок според одредени информации оди до 100.000, зборам ВМРО ДПМН СДСМ македонскиот блок на гласови. Тоа е многу интересно, значи ВМРО ДПМН нема изгубено многу нови избори. Отприлика разликата од 20 до 30 илјади гласови е очекувана, бидејќи ВМРО навистина е на власт 10 години. Меѓутоа Заев успе да ја продаде својата приказна на 70.000 албанци. Значи тоа што мене ме загрижува е што македонските гласачи не ја сватија сериозноста на моментот, не го сватија целиот овој концепт кој што навистина ни се одигрува пред нашите очи. Концептот на голема Албанија е тука, присутен е. Сите албански политички партии се за тој концепт и тој концепт ќе се реализира дали денес, дали утре. Меѓутоа, прашањето е дали македонските гласачи ја сватија целава поента и дали навистина одговорно ќе пристапат кон решавање или надминување на овој проблем, затоа што се види дека овие избори наместо да бидат надминување на политичката криза во државата, сега повторно се враќаме во еден нов турбулентен политички период каде што доколку победникот успее да состави влада со доминантната албанска партија или победничката албанска партија, повторно таа влада ќе биде со 61 пратеник во мнозинство, значи нестабилност. Еден пратеник да недостасува ќе фали, можно ќе фалат пратеници за да можат да се изгласат одредени законски решенија, така што се тоа повторно вовед во една нова поголема политичка криза, можеби, ако се има предвид фактот дека парламентарните избори ја утврдуваат централната власт, односно мнозинството во собранието, но и ја формираат владата и работењето на министерствата, така што се е тоа едно врзано коло. Исто така е многу интересно дека странскиот фактор и понатака ќе биде сериозно заинтересиран да го избутка оној концепт кој што го почна со сценариото кој што се почна уште пред 2,5 години. Јасно е дека тие имаат направено многу прецизен план. Точно имаат утврдено колкава е таа бројка на гласови која што му недостасува на Заев, која треба да биде прелеана од албанскиот електорат кај Заев, значи точно би рекла до еден глас се утврдиле значи параметрите по кои што ќе може да се доближи СДСМ до ВМРО ДПМН и тоа е што загрижува, затоа што ние од внатре како да не ги гледаме, не ние аналитичарите, меѓутоа обичните граѓани како да не ги гледаат сите овие пазлс кои што се местат во големата слика, македонскиот дел. Кај македонскиот дел како да не ги гледаат и како да не се доволно респонзивни на оно што навистина ни се случува. Странците ни ги местат карта по карта. Све е наместено, се е точно утврдено. И сега, може дури и во делот на формирањето на едната влада тие повторно да замешаат конци, повторно да не ги замешаат сите лончиња, така што навистина во следниот период, јас и покрај целиот оптимизам, мислам дека ќе не се случуваат и понатака драматични политички случувања, кои што не исклучуваат и повторно одржување на нови предвремени парламентарни избори, кои доколку македонскиот дел од електоратот не се свести дека се ова навистина ни се случува, не е сон, туку е јаве, во тој случај ќе имаме сериозни проблеми со натамошното, би рекла, политичко обстојување на Република Македонија во оваа унитарна и демократска форма каква што имаме сега. Уште едно прашање, можеме ли при вакви резултати да сметаме на совеста на Заев, кој што пред 2-3 дена најави своја оставка, доколку и минимално изгуби во било кој контекст на парламентарни избори, резултатите, барем оние досега, иако ДИК се уште во моментов нема излезено со конечните, не одат во полза на СДСМ, односно би изгубил со 51-49, рече дека доколку изгуби, ќе се врати, ќе даде оставка на сите функции кои што ги извршува. Можеме ли да очекуваме такво нешто и при ваков резултат?
Ја искрено не верувам во совеста на Заев, бидејќи цело во ова сценарио да се нафатиш да го одиграш, ова веле предавничко сценарио, да се нафатиш да го одиграш, треба да си без совест, треба да си човек ѓон, да идеш против сопствен народ, да идеш против сопствена држава. На вистина, не знам, што ќе бараш совест од таков човек. Значи, ја не верувам во совеста и не верувам дека тој воопшто ќе се поднесе оставка или дека воопшто ќе се тргне од политичката сцена. Она што мораме да го отвориме како прашање најотворено, значи пред сите политички субјекти, но и пред меѓународната заедница, е дека некои прашања кои што се столб на македонската држава и столб на македонскиот идентитет не можат да поминат со обично би рекла менување на некои закони или со можеби договор за некакви уставни измени. Прашањето на двојазичноста, прашањето на внатрешното уредување на државата мора да поминат на референдум. Тие се референдумски прашања за кои што мора да се прашат сите граѓани. Бидејќи, ако добро ги следиме анкетите, ќе видиме дека на последната анкета, каде што македонскиот електорат се прашува дали сте за двојазичност и дали сте за кантонизација, тие со огромни 93% велат не. Значи, ние мораме да обстоиме, ако сакаме да си ја задржиме државата во оваа форма, мораме да обстоиме на референдумско изјаснување на граѓаните со задолжителна одлука. Значи, одлука која што ќе има задолжителен карактер, не советодавен, не консултативен, задолжителен. Дури ако треба да се организираме, најмалку 150.000 граѓани да дадат својот подпис за отварање на овие прашања на референдум и за ставање на истите, со цел да го забетонираме прашањето и можните манипулации и игри кои што ќе ги прави Заев, некој друг политичар во иднина. Ако сакаме да си го зачуваме ова парче земја кое што го имаме. Иначе, во спротивност, на вистина ќе бидеме сведоци пред очи, пред нос, да ни ја зема државата, без притоа да направиме нешто во интерес на тоа да си ја спасиме